Мене не ми е јасно како може човек да зборува за рационализација и за штедење, а истовремено да создава систем на привилегии за функционерите со средства од буџетот на град Скопје. Тие пари се од граѓаните, од градската каса, која полнат со плаќање на даноци, со комунали, а за возврат на тоа живеат во град со хаотичен сообраќај, дишат најзагаден воздух во светот, имаат нефункционален јавен превоз, возат по улици со дупки, додека граѓаните на Скопје чекаат автобуси кои воопшто не доаѓаат. Овде ние треба да гласаме за возачи кои што ќе носат функционери од врата до врата. Оваа предлог одлука само покажува дека раководството на град Скопје живее во паралелна реалност со граѓаните и дека оние кои постојано зборуваат за штедење всушност само штедат врз грбот на граѓаните. Ако навистина се грижевте за јавниот интерес, ова ќе беше првата работа која што укинавте откако дојдовте на власт, а не да ставате сега на гласање. Благодарам.